Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве ги темите за ова издание. Со какви очекувања одиме на европско? Имаме една фантастична везна линија составена од Адеми, Барди, Алиовски, Елмаско. Kjo reprezentacion din krejt futbol me lutën. Спортски да се надеваме. Македонски правни абсурди, кога има очигледно прекршување на закон, нема кој да го казни. Ne, si inspektoriat shtetëror i arsimit, nuk jemi kompetent që të realizojmë inspektime në shtëpitë botuese, por as edhe për çmimin e shitjes. Државниот пазарен инспекторат е ненадлежен да постапува и врши инспекцијски надзор во однос на продажба на учебниците на слободниот пазар од страна на субјектите кои што ги продаваат. Го нарекуваа најголема пералница на пари и урбанистички геноцид на главниот град, но единствениот отстранет споменик од Скопје 2014 е оној на Андон Лазов Јанев Ќосето. Се случи најлошата реакција, што ја најавив како најлоша, тишина. Зошто? Објект во Ченто како парадигма за дивата градба. Пред 2 недели имаше столбови, а сега и плоча. Локалната власт морала да чека епилог од потенцијална жалба. Но сигурен сум и да ја нема поднесено таа, ние дополнително ќе одиме со чекорите кои што ни стојат согласно законот. А тоа е отстранување на градбата. Ве поканувам да останете на Алсат. Со сториите почнуваме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Влегуваме во неделата кога ќе се случи историскиот настап на фудбалската репрезентација на едно европско првенство. Тимот предводен од селекторот Игор Ангеловски утре патува за Букурешт, каде в недела на 13 јуни го има дебито на Евро 2020 против Австрија. За држави како нашата со скромни постигнувања на националната селекција, самиот пласман е успех за паметење. Какви треба да бидат очекувањата од настапот на фудбалерите на предстојниот шампионат од Славица Филиповска, која разговараше со легенди кои или ја започнале, или сведочеле на почетоците на приказната за македонскиот репрезентативен фудбал пред 28 години. Чуден датум. Велат несреќен, меѓутоа за нас беше среќен, 13. 2 дена после нашиот голем празник, октомври 11. За доцната честитка, радост за сите. Имавме во тој момент фудбалери кои можеа едноставно да одиграат, би рекол, значајна улога во европскиот фудбал. Првиот надпревар на националниот тим во историјата на македонскиот фудбал е маркиран со успех. Панчев. Еве шанса 1:0 Бошковски. Зоран Бошковски влегува во историјата на македонскиот фудбал. Тоа беше еден турбулентен период за федерацијата, каде што секој на свој начин помагаше. Панчев, исто ево од 2:0. Тренерка се кишме ни сој ке Дрюше Словенија, Дрюше Пумо некиште спонзор. Македонија води со 3:1. Жарот за победа постоел и тогаш и сега. Имаше верба дека во фудбалот имаме нешто што да ја покажеме на Европа. Додуше, многу касно тоа дојде, сепак никош не е достана. Дури 28 години подоцна, повторно на 13, овој пат јуни, македонската репрезентација првпат ќе заигра на Европското фудбалско првенство. Македонија на Европском првенство по први пут у исторiji! Игор Ангеловски е одвел своју селекцију на Европско првенство. Претходните генерации исто така беа тука стално некаде до бараж, доваѓа некоја минимална шанса некој да отиде у бараж. Зборам од претходните генерации селектори, но нема некако среќа тоа да го направат. Dash për federatën, dash për futbollistën, dash për shtetin shumë punë e madhe që një kampionat evropian marrë me pjesë. Со какви очекувања заминуваме на Евро 2020?
Позитивниот дух преовладува меѓу репрезентативците во пресред на Европското фудбалско првенство. Фудбалската федерација оневозможи директен контакт со нив со образложение дека тимот превентивно се чува од коронавирусот. Селекторот Игор Ангеловски, кој будно го следи секое движење на фудбалерите на тренинзите, не навестува експерименти за големите надпревари. Будно следиме што се случува во противничките табори и имаме разработено неколку формации, така да во зависност од противникот, во зависност од она што располагаме и нормално во зависност од она што ќе одлучиме и што ќе цениме дека таа формација би ни донела позитивен резултат, за тоа ќе се одлучиме. А на фудбалерите, ако може да се суди по настапите на пресконференциите изминатиот период, не им недостига ниту мотивација, ниту самодоверба. Така да спремни сме на тоа, работиме и сега напорно. Се надевам дека ќе бидеме сите здрави најпрво и ќе оддаеме целиот максимум на тоа едно големо првенство и ќе израдуваме нацијата. Кога била најтешко, кога било секој сме покажувале карактер, оваа репрезентација има карактер, оваа репрезентација има сила. Që do me thënë vetë ju e tregojnë rezultatet se si është atmosfera këtu. Ако се анализира изборот на селекторот на контролните настапи пред првенството, најверојатно во првата постава и на големото надпреварување ќе настапат Пандев, Трајковски, Елмас, Алиовски, Адеми, Николов, Ристовски, Муслију, Велковски, Бейтулај. Се приклучува и Барди по негативниот тест на коронавирусот. Доајенот на македонското спортско новинарство Атанас Костовски вели дека Македонија оди на првенството со играчи од висок ранг. Самиот состав, самиот избор на селекторот Игор Ангеловски кажува се. Од 26 мината само тројца се од нашите македонски прволигаши. Значи странците вложуваат во македонскиот фудбал. Она акција у решавачкиот надпревар со Грузија, Елмас, Пандев, верувајте ми, јас сум ги гледал и коментирал и Пеле, и Марадона, и не знам кои тие се врвни фудбалери и Платини. Ваква акција не ја виде. Се почувствував горд крај телевизорот. Европската златна копачка од 1991 година, Дарко Панчев, вели дека квалитетот на еден тим се мери кога се игра со екипи на исто ниво или со подобри. Тој сака да зборува за предностите на нашата репрезентација. Ние после подолго време имаме една фантастична везна линија составена од Адеми, Барди, Алиовски и Елмас, кои доста работат, доста трчаат, помагаат и напред и назад. Технички се добро подковани, знаат да играат фудбал и мислам дека тука добивме највише на квалитет, на репрезентативно ниво, дека пред тоа ни фалеше, претходните генерации фалеше тој квалитет и таа енергија што ја има сега средниот ред и мислам дека заради тоа и оваа репрезентација и се подигна малце за разлика можеби од некои други пред тоа. Неџмедин Мемеди, кој како и Панчев припаѓа на генерацијата репрезентативци пионери, порачува фудбалерите да се подготват за безпоштедна битка. Kjo reprezentacion din krejt futbol me lujten. Krejt vetëm duhet disiplinë e madhe ndeshje se dënojnë reprezentacionet, dënojnë këto kundërshtarët, të falin hiç pozicionin të arrokin si qëtash kampionëve evropian. Futbolli më i nalt në Evropë është aty. Edhe qëtash kush e shfrytëzon rastin mas mirë, ai do të falë. Mendoj se vetëm duhet luftë, se këto dinë me lujt krejt futbollistët dinë me lujt futboll. Европското првенство е престижно меѓународно надпреварување. Учествуваат 24 европски сили. Почнува на 11 јуни, а по само 2 дена Македонија во Букурешт ќе го одигра првиот меч против Австрија. Ајде, свртете се. И нема соседите. Ни лево, ни десно, ни на југ, ни на запад, ни на исток. Ние сме единствени од Балканот. Добро, Хрватска е нешто друго таму. Тоа е веќе оној голем почетен успех и капитал со што треба да биде задоволен. Но, спортски е да се надеваме. Покрај Австрија, со нашата репрезентација во групата С се и Холандија и Украина. Следната скала, 8 на финалето, е резервирана за двете првопласирани селекции од секоја од 6 групи.
Шанса за пласман во вториот дел од шампионатот ќе добијат и 4 најдобри меѓу трето пласираните. Mu me kalu grupin shumë punë e madhe, po një fitore me e fitu këtë kampionat e evropian është shumë sukses i madh. Që s'munët mu maten ma asgjë. Po ne si të kvalifikohemi grupët si të kalim ajo është diçka si me u kampionat evropian, po mendoj se edhe fitore me bo, edhe pika me marrën, dhe te se sukses vetëm disiplinun e tonë mos ndodhet në i katastrofë. Keq ka mujme me bo, dhe ka me qenë sukses i madh për neve se së pari herë kampionat evropian. Dhe ta shofin krejt që ka dhe me thonë kampionat evropian edhe futbolistet, edhe federata. Самиот пласман на европското еуфорично се прослави на улиците и покрај пандемијата. Историскиот успех беше повод и за поштенска марка. Имаше инциденти со обиди за интервенции во навивачката песна, некоректно, како и бојата на дресот. Но по реакциите од јавноста и на фудбалери, на европското првенство ќе се настапи со познатиот црвено-жолт дрес, а остана оригиналната верзија и на навивачката песна. Морме на чело, на црвена армија, веслави Македонија. И ја лично очекувам да оставиме добар впечаток. Значи, ја не би им замерувал на екипата и на играчите, дури да не успеат да се пласираат во втора фаза, но ако остават еден добар впечаток, дека се добра екипа, дека знаат да направат акција, да дадат гол, да им аплаудира публиката, мислам дека е тоа доволно за да ги пречекаме како една генерација која и така оставила печат во нашиот фудбал. Se kjo është një potencial i madh, një ekran i madh, që kitë Evropa qef, edhe bota qef, kitë kanë me konë si të ndeshë, edhe mendoj se unë besimi unë që do të befasojnë dhe te se mirë për krejt edhe krejt në regull dhe tesi. А освен гордост за нацијата, Европското првенство е печат и во кариерите на фудбалерите. Да играат. За нив е тоа завршен дипломски испит. Прашај дали во својата кариера повторно ќе имаат таква голема фудбалска сцена како што е Европското фудбалско првенство. Најголема пералница на пари во историјата на Македонија. Естетски геноцид на главниот град. Ова се дел од описите што тогашната опозиција, сегашна власт, ги користеше за проектот Скопје 2014. 4 години откако творците на проектот ВМРО ДПМН е замина од Илинденска број 2, ништо или многу малку е сменето. Ниту еден функционер не е осуден за наводниот криминал во проектот, чија цена од најавените 80 стигна до 700 милиони евра. Од стотиците споменици пак преместен е само еден. Зоран Јовановски истражуваше што се случи со најавите за правосудно и архитектонско расчистување со Скопје 2014. Ружна или не, таква си остана. Смената на власта не го врати оригиналното лице на наградуваниот објект на ЦК, на архитектот Петар Муличковски. Тоа остана закопано под гипс-картонот на скопскиот неокласицизам и во меморијата на скопјани. Најавите за ревизија останаа само најави, а Скопје 2014 продолжува да живее и на плоштадот, и на кеот, и по улиците на главниот град. Се случи најлошата реакција, што ја најавив како најлоша, тишина. Естетско, но и правосудно расчистување со Скопје 2014 беше еден од главните адути со кои тогашната опозиција доби доверба и за централната и за локалната власт во Скопје. По преземањето на премиерската функција, Зоран Заев ги намали очекувањата со изјави дека сака да соблече барем една фасада. Во меѓувреме се откажа и од тоа. Part of our citizens are in favor to take out this monument in other places, and that costs money also. It's not easier to that. Every dollar, every dinar, for us it's very precious to find solution for everyday problems. Every money what we have it, we must put in our health system, in our education system, new jobs for our young people. 4 години по смената на власта, речиси се е исто со Скопје 2014 како што беше. Зошто? Почитувани,
Продолжуваме со обелоденување на уште еден сегмент во најголемиот криминал во историјата на Македонија, направен преку проектот Скопје 2014 година. Јавното обвинителство се уште молчи за ревизорскиот извештај во кој се констатирани незаконски потрошени 58 милиони евра за Скопје 2014. Овие пресконференции од 2013 година се само дел од многобројните слични настани на кои тогашната опозиција обвинуваше за криминал во проектот Скопје 2014. Дебатата ги надмина политичките рамки кога СДСМ ги презентираше така наречените бомби, кои потоа станаат докази во судска постапка. А не бива да се севат овие, МНР? Па нека се всеват. Вие ќе им направите нешто? Музеот на ВМРО време работеше на Диво. Музеот на ВМРО на Диво си работиш, а? Председател пола државна администрација не му се опишани обектите во катастар. Да. Во 2015 се формираше специјалното јавно обвинителство, кое почна да ги истражува и сомнежите за криминал во Скопје 2014. Во меѓувреме, ВМРО ДПМН ја загуби власта, а во јуни 2017 се формираше новата влада предводена од СДСМ. За проектот што требаше да чини 80, а сметката стигна до 700 милиони евра, имаше повеќе постапки кои ги презеде СЈ. Обвинителот Љубомир Лапе во интервју од април 2018 година вели дека предметот е обемен, дека на него работат повеќе обвинители и дека тој е во рана фаза. Во предметот што бил во Скопското обвинителство има превземено некои действија, меѓутоа понатака беше проследен до финансиската полиција, каде што откако го проледов предметот таму, утврдивме дека од 2015 година ништо не е превземено. Затоа е известен директорот на финансиска полиција. Во предметот во организиран криминал што беше, има нешто превземено, меѓутоа многу малку. Неколку месеци подоцна за предметот јавно говореше и специјалната обвинителка. Меѓу редови најави отворање истражна постапка. Може да се очекува дека до крајот на годината ќе знаеме нешто повеќе за овој Мислам да, дека уште малку треба да, па најверојатно мислам да. Речи си 3 години подоцна, предметот за Скопје 2014 повторно е во редовното обвинителство и се уште е во почетната фаза на предистрага. Обемноста на прибраниот доказен материјал и потребата за негово детално проучување од страна на обвинителите кои ги имаат преземено предметите, оневозможува во моментов со сигурност да ве информираме кој од овие предмети ќе продолжи со истражна постапка. Меѓу ретките предмети поврзани со Скопје 2014 во судска постапка е тендери. Прво обвинета е екс-министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска, бидејќи наложила на фирмата Бетон Штип да изведува градежни работи на музеот на ВМРО пред да се спроведе јавна набавка, а како основа бил искористен претходен тендер што го добила фирмата. За предметот што пред 4 години влезе во судска процедура, се уште нема ниту првостепена пресуда. Предметот од обвинителството означен како тендер е во фаза на доказна постапка, односно сослушување на вештото лице по предлог на одбраната. Последната главна расправа е одржана на 4 јуни 2021 година и продолжува на 15 јуни 2021 година. На суд е и случајот Шпански скали во кој 11 лице се обвинети за незаконска продажба на државно земјиште во центарот на Скопје, меѓу кои и екс-министерот Милијана Киески. Сумирано, досега никој не е виновен за тоа како се потрошија 700 милиони евра наместо 80, а обвинети се само двајца поранешни високи функционери. Во слична фаза се чини и естетската рехабилитација на центарот на Скопје. Единствениот отстранет споменик од Скопје 2014 е оној на Андон Лазов Јанев Ќосето, кој со својот пиштол и кама стражареше пред комплексот судови. На негово место беше засадено дрво од видот гинко, символ на почитувањето на законот и правдата. Дрвото е германска донација, а на символичниот чин учествуваа германскиот министер за Европа Михаел Рот, тогашниот германски амбасадор во земјава и градоначалникот на Скопје Петре Шилегов. Судството да биде независно и ослободено од политичка контрола. Символичното дрво и денес расте пред судовите, но критиките за проектот Скопје 2014 не се задржуваа само на еден споменик. На хартија сите споменици од Скопје 2014 се од така наречено локално значење, во рангот на обична биста. Таков споменик е и триумфалната порта, која бидејќи очигледно е објект, практично е дивоградба.
Сепак, сите се на своите места. Градот и понатаму го красат фасадите залепени на стари згради, и тоа само кон страната што е видлива за минувачите. За волја на вистината, запре изградбата на незавршените фасади, па зградите Евана или Пелагонија веќе неколку години стојат голи. За проблемите со квалитетот на објектите од Скопје 2014 веќе и не се зборува, и во нив си функционираат разни државни институции. А требаше да биде поинаку. Во 2017 година Министерството за култура формираше работна група од 5 члена, начело со професорот Мирослав Грчев. По изготвените елаборати, групата упати препораки до институциите во кои меѓу другото се сугерира отстранување на споменикот Воин на конј, Порта Македонија и недоизградениот споменик Мајка Тереза. Се случи најлошата реакција, што ја најавив како најлоша, тишина. Според професорот Грчев, работната група што ја координираше повеќе не е активна поради институционалната незаинтересираност. Групата практично прекина да биде активна веќе летото пред да почне пандемијата, затоа што не најде принцип на никаков интерес ниту од Министерството, ниту од другите органи кои што треба и по закон се должни да постапуваат по кривични дела и големи национални штети, каква што е така наречениот проект Скопје 2014. Грчев вели дека општеството е оставено да се навикнува на градбите и спомениците, што за него не е прифатливо ниту од законски, ниту од културолошки, ниту од социолошки аспект. Се појавуваат наеднаш приоритети на кои што политичарите реагираат како на свежи пожари, кои што трчаат да ги гасат и забораваат на нешто што во политичката перцепција често пати и се уште гледам се пренебрегнува. Најголем дел од спомениците од Скопје 2014 ги постави општината Центар, кога со неа раководеше Владимир Тодоровиќ. Актуелниот градоначалник Саша Богдановиќ го прашавме што презеле тие во врска со контроверзниот проект. Тоа што е изградено, вели, не може да се менува додека не завршат правните постапки. Се уште работат на деталниот урбанистички план со кој се тежнее да се отстрани се што не започнало да се гради. Ако направите било каква грешка во чекори, може да платите сума, бидејќи огромна сума и штета, бидејќи се направени, односно се потрошени огромни средства, можеби најчесто и државни пари, а ќе испаднете вие виновни за нешто што некој друг уствари бил крив или бил виновен тоа да го направи, затоа тоа треба да терате по други судски постапки. Така да кога ќе се донесе новиот план, ако биде така како што сме го замислили и планираме, тогаш најголемиот дел од објектите кои што не се започнати ќе бидат отстранети, односно избришени. Меѓу предметите за кои чекаат правна разврска, Богдановиќ ги набројува мостот Око, Шпанските скали, Офицерскиот дом и други. За него само судската пресуда е вистинскиот пат за докажување каква штета е направена и колку пари треба да се вратат. Најгласен критичар на Скопје 2014 од актуелните функционери беше Петре Шилегов. Последните дождови покажаа дека перилницата за пари на Никола Груевски, Скопје 2014 станува реална опасност по безбедноста на граѓаните на Скопје. Набрзо доаѓа денот кога секој ќе мора да се соочи со одговорност за своите постапки. После 11 декември доаѓа нова влада на која приоритет ќе бидат здравјето, сигурноста и безбедноста на граѓаните, а сите оние кои што се огрешиле пред законот ќе одговараат. 5 години подоцна, како градоначалник на Скопје, Шилегов смета дека институцијата што ја води е најпроактивна за Скопје 2014. Подсетува дека тој го отстранил ќосето, ја запрел изградбата на панорамското тркало и се обидува да ги отстрани галиите од реката Вардар, за што се чека судска одлука. Но Шилегов вели дека други се плашат од порадикални чекори. Склон сум дури на тоа да ако е потребно донесеме посебен закон во собранието. Да зазееме определен став што би направиле со тие работи,
што би направиле со активните договори, законски да биде регулирана таа проблематика, за да нема субјективни ни стравови, ако се подпишат определени одлуки, да не се сноси можеби одговорност. Мислам дека тука всушност кошницата кај раководителите на институциите има страв дека можеби се носија некоја таква одлука, би дошло до некаква контраверза, која што понатаму можеби би била, не знам, предмет на прогон во случај на промена на власт. Шилегов поддржува идеја за изградба на така наречен мементо парк, во кој би се сместиле сите отстранети споменици од локациите на кои ги има премногу. Тоа би било и сведоштво за времето во кое биле изградени. За дел од објектите и спомениците надлежно е Министерството за култура. Иако тоа е институцијата што ја формираше работната група што го анализираше проектот, министерката Ирена Стефовска вели дека едно е да дадете стручно мислење, друго е да терате процес. Со стапнување на функцијата што увидов? Дека има толку многу правни јазли и јазови кои се уште не се разрешени. Значи едно чудо бирократски и правни лавиринти кои што се разрешуваат од, така да кажам, и трајат долго, за жал. Дополнително, да не забораваме дека Скопје 2014 е траума за нашиот град и од тука треба многу внимателно да се постапува што и како значи, ќе се решава, од едноставна причина што не смееме да дозволиме дополнителна конфликтност на поделеното општество. Овој проект го подели градот и општеството. И Стефовска е поддржувач на идејата за поместување на дел од спомениците во мементо парк. Планира и да го реафирмира проектот Ослободување на просторот, создаден од 4 тима млади архитекти со поддршка од Министерството. Со него земјава во 2018 година учествуваше на Биеналето за архитектура во Венеција. Ги опфаќа објектот на владата, платото пред Македонска опера и балет со кеот на Вардар, стоковната куќа на плоштад Македонија, објектите на пошта и МЕПСО. Ослободување на просторот нуди решение како дел од градбите без да се рушат, да се трансформираат и преоблечат во модерно руво. Имам и обврска како министерка за култура, значи да го реафирмирам во јавноста, бидејќи сметам дека е одлична платформа и визија за тоа како после Скопје 2014 година. Во оваа смисла, значи, планирам наскоро да ги поканам 4 групи архитекти со кураторите, со комесарот на изложбата, градоначалникот на Скопје, градоначалникот на општина Центар, токму овде во дворот на Министерството за култура, да го продолжиме разговорот за изнаоѓање на чекорите, за тоа како експериментот од Венециското биенале може да стане стварност, тоест да се преточи и во идеен проект. Идеи очигледно не недостасуваат кај надлежните институции што ги прашавме што прават со Скопје 2014-та. Но сите се повикуваат на правно-административни лавиринти кога е во прашање нивно реализирање. Ако тоа воопшто може да биде изговор по 4 години од смената на власта. Затоа дрвото гинко пред судските палати е символ на многу нешта, но тешко и на правда. Во продолжение за уште еден проект на претходната гарнитура на власт, што во наследство го доби актуелната – Кембридж наставните програми и учебници. Еден од проблематичните аспекти е што секоја година се трошат над 5 милиони евра пари на даночните обврзници за нови учебници и тоа главно кај 2 фирми кои имаат монопол воспоставен со закон. Минатата недела објавивме дека преговорите за откуп на учебници пропаднаа зашто Министерството за образование прв пат ги побара авторските права за Кембридж учебниците, како и пресметка како се формираат цените на учебниците. Откривме и дека дел од учебниците се поевтини во книжарница отколку што и се продаваат на државата, што е спротивно на закон. Ирена Каревска сега дојде и до нови сознанија дека нема кој да го казни кршењето на законот. Учениците во основно и во средно образование добиваат учебници бесплатно, но тоа што нивните родители не ги плаќаат тие учебници директно од џеб, не значи дека навистина се бесплатни. Само лани тие учебници чинеа 5,5 милиони евра,
платени од државниот буџет, односно од даноците што се собираат од сите граѓани. Ученикот што ќе го оштети или изгуби учебникот пак, има алтернатива да си го купи од книжарница. Со законските измени од 2018 година во Законот за учебници се даде можност издавачите, освен на Министерството за образование, да продаваат учебници и во слободна продажба, но при тоа цената мора да биде иста како онаа по која што ги откупува државата. Вие тврдите дека нема разлики, дека по иста цена ги продавате? По истата цена, да. И на МОН и во слободна продажба, на сите учебници. Во минато неделната сторија на 360 степени откривме дека оваа законска обврска не се почитува. Например, издавачката куќа Арсламина, која продава најмногу од така наречените Кембридж учебници на државата, на владата, со тоа и на буџетот, им наплаќала речиси двојно повеќе по учебник, отколку што таа книга ја продава во книжарница. Со објаснување дека станува збор за грешка и за стар тираж од време кога учебниците биле поевтини, неколку часа по снимањето, издавачот ги изедначи цените и онлайн и во книжарниците. За четврто и за петто математика. Само учебници бира. Учебникот колку е? Па имаме нови цени. А зашто нови? Да не знам, сега ми стигна, не знам. Но зошто се дозволило државата да плаќа значително поголеми суми за учебници кои на слободниот пазар се продавале поевтино? Во потрагата по одговори наидовме на правен апсурд. Според законското решение, никој не е надлежен ниту да ги контролира издавачите, ниту да ги казнува, иако различните цени може да бидат индикација за криминал. Од Државниот просветен инспекторат, институција која е главен надлежен орган за спроведување на Законот за учебници, велат дека контролата на продажните места не е нивна работа. Не, si inspektorat shtetëror i arsimit nuk jemi kompetent që të realizojmë inspektime në shtëpitë botuese, por as edhe për çmimin e shitjes. Por në bazë të nenit 5 të ligjit për trajtimin e parashtresave dhe ankesave, kërkesën e kemi deleguar deri te institucioni përkatës gjëgjësisht në Inspektoratin Shtetëror të Tregut. Dhe ato pastaj do të vazhdojnë me inspektimet. Дописот минатата недела стигнал до Државниот пазарен инспекторат, но и оттаму креваат раменици. Посочуваат дека пазарниот инспекторат постапува по Законот за трговија и дека немаат ингеренции да постапуваат по Законот за учебници. Додека пак по член 26 вика дека е предвидено дека надзор над спроведување на одредбите од овој закон е Државниот просветен инспекторат. Што значи дека Државниот пазарен инспекторат е ненадлежен да постапува и врши инспекцијски надзор во однос на продажба на учебниците на слободниот пазар од страна на субјектите кои што ги продаваат. Иако законски е предвидено дека откупната цена на учебниците во книжарниците мора да е иста со таа по која ги откупува Министерството, од пазарниот инспекторат велат дека не може да ги контролираат слободните цени на пазарот. Овој закон не е закон во доменот на Државниот пазарен инспекторат и сметам дека не сме институција која што треба да го толкува законот. Она кое што сакавме да излеземе во пресред како и на медиумите на вас, така и на Државниот просветен инспекторат и тоа го пишавме во писмена форма е доменот каде што ние постапуваме. Така да тоа е тоа. Дека според постојниот закон не е предвидена институција која треба да ги контролира цените на учебниците, ни рекоа и од инспекцијскиот совет, под чија закрила се сите инспекторати. Простор за постапување не гледа ниту обвинителството. Печатењето, авторските права, меѓусебните односи во врска со учебниците за образованието се предмет на законски одредби за чие непочитување следат прекршочни казни и обврски кои произлегуваат од договор меѓу правни субјекти. Од тука, секој излегување од законските одредби или непостапување според договореното е предмет на прекршочна постапка или пак постапка пред надлежните судови. Доколку пак физички или правни лица имаат сознанија за сторени кривични дела во нечие постапување, за истото, согласно закон, треба да поднесе пријава во обвинителството или МВР. Министерката Мила Царовска признава дека законот е недоречен и уверува дека ќе се бара решение. Има укажувања, можеби не официјални, но неофицијални, дека законот е направен така што нема прекршочни одредби, нема санкции предвидени во случај на ваква разлика. Повисока цена за МОН, пониска цена во слободна продажба.
Законот утврдува дека не смее тоа да се случува, но понатаму не се разработува, но откако ќе добиеме информација од пазарниот инспекторат, ќе се разгледаат сите можности и ќе видиме кон што ќе се понатаму посветиме да го разгледуваме ова прашање. Прашањето за цените на учебниците, кои значително се менуваат од година во година, стана актуелно по неуспешниот старт на годинешниве преговори за откуп на учебници. Меѓу оние што не почнаа преговори се и издавачите Арсламина и Арберија Дизајн, кои одбија да приложат договори за авторски права и формула по која ја формираат цената за учебниците. Ова е 9-ти кабинет, за прв пат се бара нешто што нема врска со постапката. Не сме знали за вас, така не. Тоа се двете фирми кои од 2014 година со закон практично имаат монополско право врз Кембридж учебниците и од тогаш само од учебници имаат приходи од околу 30 милиони евра од државниот буџет. Сега, освен што од нив се бара да објаснат како ја формираат цената за еден учебник, треба да достават и доказ дека поседуваат авторски права и одобрение од Институтот Кембридж. Овие прашања ги чешла државниот просветен инспекторат. Инспекторот тани имал на терен на диса школа, але дота инспектоhet, si që thash edhe më herët, do të inspektohet se librat që përdoren në shkolla janë të adoptuara në pajtim me programën mësimore të adoptuar të Cambridge-it. Dhe sigurisht edhe do të kontrollohen se a janë të miratuara nga shërbimi pedagogjik në kuadër të Ministrisë së Arsimit. Додека се проверува какви учебници купува државата, преговорите за овогодинешниот откуп засега се на стендбај. Царовска вели дека ќе му се даде нова шанса на процесот, но дека останува барањето издавачите да прикажат доказ за авторско право и да кажат колку ги чини. Арсламина и Арберија Дизајн засега доставија само изјави во кои тврдат дека ги поседуваат правата за учебниците. Нивниот став е дека веќе еднаш ги докажале авторските права, кога добиле одобрение од државата за нивните учебници. Кој е во право? Еме дивоградба, на државно земјиште, па сепак продолжува да се гради. Таков е развојот на настаните со објект во општината Газибава, за кој знаат многумина, но никој не реагира, барем на терен. По нашата прва сторија пред 2 недели се огласи градоначалникот, а граѓани не известија дека поднеле кривична пријава до јавното обвинителство за десетици други дивоградбини из општината. Петар Кленчарски. Во скопската населба Ченто нелегално се гради објект на државно земјиште, објавивме пред 2 недели. Надлежните знаеле за случајот, бидејќи пријавиле мештани, но тогаш немаше одговор зошто не е запрена градбата, ниту за нас, ниту за локалните жители. Имаше неформална средба на која што се кажа. Ние потоа се организиравме, направивме еден многу убав допис и сето тоа е поднесено до општината. Ставено е печат дека е примено во архива и ни рекоа да, ќе се постапи за ова. По објавувањето на сторијата до нашата редакција стигна анонимно писмо со фотокопија од кривична пријава за други десетина дивоградбини из Газибаба, за кои општината замижала. Пријавени се и градителите и службите во локалната самоуправа. Градоначалникот Борис Георгиевски вели, дивоградби во општината има, но во обид. Можам да гарантирам дека успешно се справуваме во моментов со предизвикот за дивоградби кои што се можни да се случуваат во сите општини, вклучувајќи општина Газибаба. Како тогаш на терен, среде бел ден и пред очите на сите, се случува нешто друго. Во оваа зграда е поликлиниката Ченто во општина Газибаба. Зад неа се појасни се контурите на нов објект од тврда градба. Пред 2 недели беа изградени столбови и дел од подготовката за бетонска плоча. Денеска бетонска плоча е готова, а за задградениот простор активно си работат градежни работници. И тогаш и сега, на терен ја нема задолжителната табла на која треба да пишува кој гради, што се гради и по кое одобрение за градба.
Такво известување имало само кога почнале градежните зафати и на него пишувало дека станува збор за реконструкција на привремен објект кој постоел на локацијата – барака. Ова не е реконструкција на времен објект. Значи, јас, според овие темели и овие стубови, би можела да кажам дека тука во најмала рака ќе никне 10 катница. Според јавно достапните документи од катастарот, парцелата на која се гради е во државна собственост. Но урнатите бараки, кои во минатото имале разни намени, сега се во собственост на физичко лице – Исми Адеми. Сепак, кој да е газда, според важечкиот детален урбанистички план за локацијата, конкретната парцела на која се наоѓале бараките нема маркичка за објект, туку за јавни површини. Според деталниот урбанистички план за Крсте Мисирков, донесен на 12.8.1996 година, катастарската парцела 4696 е со намена јавни површини, сообраќајница, тротоари, паркинг и зеленило. Според генералниот урбанистички план на град Скопје е во градска четврт C22 со предвидена намена домување. Откако не обезбедија став за нашата прва сторија, овој пат одговорите на прашањата за дивоградбата ни ги даде градоначалникот на Газибаба, Борис Георгиевски. Вели дека кревањето на објектот е спротивно на закон, но и дека како општина реагирале неколку пати. Прв пат, општинските служби излегле на терен на 30 јануари, кога инспекторатот заедно со полициска асистенција ја отстранил оградата поставена од инвеститорот. Откако објектот продолжил да се гради, на 11 мај издале решение за престанок на градба кое не се почитува. На општината не преостанува ништо друго, освен два последователни чекори после опомената и решението за прекин на градбата, а тоа е решение наредба за отстранување на градбата од самиот инвеститор или решение кое што општината ќе го отстрани објектот на сметка на инвеститорот. Но за да се стигне до решение за уривање, вели Георгиевски, мора да поминат роковите за жалба. Затоа, објаснува градоначалникот, чекаат иако не знаат дали инвеститорот воопшто се жалел. На секој решение од 3 до 5 до 8 дена максимум имаат можност на право на жалба до второстепениот орган, дали е за првата, за втората или за третата обрска. Сега зависи од ажурноста на второстепените органи кои што одлучуваат во однос на предметот како жалбена постапка до нас и нормално во ова состојба никој не може да каже со гаранција кој е тоа, дали ќе биде за 2-3 недели, за месец дена. Додека општината чека, 360 степени се обрати до надлежниот орган кој решава по овие жалби. Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцијски надзор и прекршочна постапка. Оттаму добивме кус одговор. Во нашата архива од 11.5.2021 година не е заведен предмет по жалба на Исни Адеми. Нема доставено жалба до второстепена комисија. Дали му е врачено решение или не, дали е уредна доставата, немаме сознание додека не дојде предметот. Ние сето тоа го цениме во жалбена постапка. Додека го истражувавме овој случај на дивоградба на државно земјиште, до редакцијата на 360 степени стигна анонимен допис со фотокопија од кривична пријава до основното јавно обвинителство Скопје за изградба на десетина други дивоградби, главно сместени во населбата Сингелич. Во кривичната пријава се опфатени 12 физички и службени лица од секторот за урбанизам и градежништво во општината, односно градежната инспекција која постапува за бесправно градење на територијата на Газибаба. Во периодот 2018, 2019, 2020 и 2021 година, пријавените, секој од нив поединечно, изградиле објекти без одобрение за градба, односно спротивно на одобрението за градење. Пријавените НН лица од секторот за урбанизам и градежништво, градежна инспекција, сториле кривично дело несовесно работење во службата. Она што можевме да го провериме преку катастарот е дали дел од овие објекти навистина се изградени на државно земјиште, како што се тврди во кривичната пријава. Ако се следи бројот на парцела, вистина е дека на државно земјиште никнале голем број приватни објекти кои сега служат за трговија или за домување. Дека таква пријава постои и дека по неа се постапува, потврдија и од Скопското обвинителство. Кривичната пријава за која покажувате интерес е примена во ОЈО Скопје и распоредена кај надлежен јавен обвинител кој постапува за проверка на наводите и утврдување на фактите во предметот. Во таа насока јавниот обвинител побара определени податоци од општина Газибаба. Предметот е во фаза на предистражна постапка.
Градоначалникот Георгиевски пак вели дека до нив не е стигнато никакво барање. Кога ќе биде побарано, ќе ги достави сите документи што ги имаат на располагање. Без разлика дали тоа се работи за, колку што разбрав, за приватни лица кои што злоупотребиле или изградиле нешто, или за службено лице кој што работи во општината, а дозволило таквите постапки и работи да бидат законски би рекол подкрепени или злоупотребени. На тој начин ќе ги употребиме сите законски права за да може до јавниот обвинител кој што го води предмет да ги доставиме сите списи и стоиме на располагање за сите дополнителни информации што се однесува за секоја градба на територија на општина Газибаба. Георгиевски е дециден. Дивоградби во Газибаба нема, туку има само обиди за нелегални градби на заградени земјишта, кои општината на терен ги контролира. Реалноста и проверките во катастарот сепак даваат друга слика, дека на територијата на општината се гради на диво и тоа на државно земјиште. Градоначалниците доаѓаат и си заминуваат, но тоа не го менува фактот дека за цела Газибаба има само еден градежен инспектор со 2 асистенти. Дивоградбите пак, или ги има се повеќе, или засегнатите граѓани се почесто се решаваат да реагираат. Овде ќе видиме уште еден блок реклами, па заедно ќе ја погледнеме саботажата. Категоричен лапсус, впечаток дека некој друг ја води државата или предчувство за еднината. Тоа се само 3 од алтернативите кои ги отвара еден политичко-реторички исказ. Без оглед која од нив е функционална, секоја зборува за отсутство на фокус и на концентрација. Земете во време на владата на Љупчо Георгиевски, време на владата на Груевски и сега во време на владата на Мицкоски. Проблем со точно изговарање на конкретни термини немаат само политичарите, туку и представниците на високата административна служба, кои да се ставени на оф, кога си ја бранат дури и собствената агенда пред општинските совети. Локација за складирање на ирентен отпад, дека ќе биде поврзано со генерален урбанистички план, така пишува во самата програма. Инертен, така пишува во самата наша програма. Во ниту една програма напишува дека кој било треба да биде толерантен кон уништување на природните богатства за некој лично да профитира. Па дури и кога ќе стаса на страшниот суд за однесувањето, криејќи се зад некое здружение апсолутно нееснавски да се моли казната за злоделото да не биде извршена. Од езерото има време за чекање, ама дрските кафанџи не. Да се избегнат акциите со рушење за времетраење на сезоната, која што веќе сме сведоци дека е на некој си почеток. После една тешка пандемска година, добро ќе беше таквите активности да не се одржуваат сега, туку можеше на истекот на сезоната. А сезоната барем за баскет е завршена во штип. Додуша без некоја особено логична конструкција на зборовите, сепак од објаснувањето би требало да може да се разбере кој што е кабаец за трагичната состојба во која се наоѓа иновацијата на канаѓанецот со неточно име. Некои нови дечки сега во 21. век дошле на таа идеја како сето тоа меѓутоа во ова време модерно да се искрши. Така е играта на Джеймс Смит, која зачел тамо некаде на почетокот на 20. век, еве сега во 20-тите години од 21. век доаѓа до негација. Негација на добрососедските односи е поведението на делчевци кои за проблемите во сопствениот двор ги обвинуваат своите комши, повторно градејќи анимозитет веројатно кон пекчевци, кои нивниот град го преплавуваат со пци, кои на ништо не ги научиле. Тука проблемот не се во нашите, што значи ние сме мал град, ги гледаме секојдневно тие куќиња по паркот и по улиците. Проблемот е на тие куќиња што се донесуваат од, да не кажам сега, од соседни места или општини, кои куќиња се несоциализирани. На крајот, проблемот за нашата асоциација не е социализацијата на куќињата, туку цивилизацијата на народот. Тоа е секаде исто.
ќе си паднеме за у Европа на ѓубрето наше. Од нашето ѓубре, земјата, сега ќе ја спасува зелената дуи. Таа платформа со многу убави зборови никогаш нема да созрее ако не се покаже на дело. Оти зеленото најбрзо венее. Останете насад, погледнете ги вестите во 23 часот. Ние повторно ќе се видиме в петок од 22. Пријатно!